Soulja Boy tough. Hey, I got this new dance for y'all called the Soulja Boy. You gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that Soulja Boy? That Superman, that now why me crank that Soulja? 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 Now what? Soulja Boy up in it. Why me lean that? Why me rock? Superman, that yeah, why me crank that Robocop? Super friend, now why me jocking on them, hate them, man. When I do that Soulja Boy, I lean to the left, then crank that thing now. Can we rock? What's up, Doc? 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 What's up, hard? Your hoopers, your mom dukes are pockets. The two scoops are raising in the sun. Brother try to rally up, then daily tally for some room. Bird decking, double decking, rubbernecking in my tune. Check it out, Joe. I smile like y'all chill walks. I make a joke, pokey poke, slide by like egg yolk. Play me like a punk, like the penguin and that joker. Snooping in my biz like Tom and Roxy Roca. ABC, easy as 1, 2, 3. I'm simple as do, re, mi. ABC, 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. Get down with LPP. Come on, let me show you what it's all about. Get down with LPP. Get down with LPP. Get down with LPP. Who's down with LPP? Get down with LPP. Get down with LPP. Get down with LPP. Who's down with LPP? Break it down. Now, ladies and gentlemen, it's about that time. Turn this thing on out. Now, let me see everybody do this. Hey, let's go. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B stay standing, can't tell me nothing. Bossed up and not shit. Yeah, it's my big bone boogie got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance like. Flexing on the gram like. Hit that Lil Jon, okay. Oh yeah, we got it going on, yeah. Girl, we got it going on. Gonna dance so good to be us, yeah. We got it going on. Браво, браво за овој прекрасен настап на овие прекрасни балерини кои што го отворија денешниот звон. Добро ни дојдовте на уште една заедничка дружба, исполнета со многу забава, едукација и пред се знаење. Денеска ќе имаме навистина интересна и мозаична емисија како за понеделник, а за сето тоа ќе се погрижат нашите денешни гости. Овие прекрасни балерини кои што ни доаѓаат од студиото за моделен балет Аква, еден аплауз за нив. Прекрасни се навистина. Ги имаме во студиото денеска најдобрите хемичари кои што ни доаѓаат од гимназијата Јане Сантански од Струмица, заедно со нивната професорка Снежана. Еден аплауз и за нив. А секако за нашето музичко расположение ќе се погрижат нашите пријатели, големите таленти, членовите на Центарот за уметност и едукација Матрикс од Скопје и од Прилеп. Еден аплауз и за нив. Јас сум сигурен дека и денеска ќе имаме навистина интересна и мозаична емисија со која ќе го задржи вашето внимание. И бидејќи имаме навистина огромен број на содржини, време е јас да се упатам веднаш кон креативната работилница, каде што ме очекува мојот прв соговорник. Со нас е професорката Снежана Илиевска-Поповска, со која ќе поразговараме за еден настан кој што се одржа неодамна. Професорка, и најпрвин добар ден и добро ни дојдовте во Звон. Добро ве најдовме. На почеток би сакала да ги поздравам сите ваши гледачи. Исто така и посебен поздрав до сите вработени до гимназијата Јане Сантански од Струмица и нашата директорка Невенка Стојанова, која што безрезервно и целосно не поддржува во сите наши активности. Така. Денеска сте навистина со убав повод кај нас во студиото. Време е да поразговараме за една манифестација која што се одржа неодамна. Имено станува збор за манифестацијата Ноември срцата на науката. Како помина овогодинешното издание, колку сте вие задоволни од вашето учество и што се случуваше таму? Така. Значи, јас и моите ученици ја поддржуваме оваа манифестација уште од нејзиниот сам почеток и учествуваме веќе трета година поред. Некои од нив, тие што се четврта година, ќе се представат и ќе ги видите, се значи уште од првата година и се наградени ученици. Како и секоја година, и оваа година учествуваме со голем ентузијазам,
кој што доаѓа пред се од љубовта кон хемијата, но и другите природни науки, бидејќи преку експериментирањето, освен што ги прошируваат и ги продлабочуваат своите знаења по хемија, исто така развиваат истражувачки дух, тимска работа, прецизност, креативност, логичко размислување и рассудување, што ќе се сложите со мене дека се трајни вредности за понатаму во животот. Инаку, задоволни сме, за тоа ќе слушнете малку повеќе од нив, самите ќе се представат и ќе кажат со што учествувале на месецот на науката. Одлично. Одличен вовед. Мора да признам дека ние ќе ги видиме сите овие експерименти кои што ни ги донесовте денеска во студиото, во работилницата, а секако доколку имаме потреба за било каква помош, ќе знаеме каде да се обратиме, токму на вистинското место, кај вас професори. Така, уште само да дополнам дека се вредни ученици и влюбеници во хемијата зборуваат и сите нивни дипломи и сертификати, не само од овој настан, туку и од други настани, како што е државниот надпревар по хемија, на кој што речиси секоја година имаме победници или ученици кои што се пласирани во првите места и се борат за олимпискиот тим кој што ќе представува Македонија на меѓународната светска олимпијада. Одлично, јас ви благодарам за разговорот, останувате со нас секако до крајот на емисијата, а време е ние да се упатиме во работилницата, поточно ќе одиме до нашите Марта и Анастасија, кои што веќе не очекуваат со првиот експеримент кој што треба да ни го изведат за денеска. Добар ден и за вас. Добар ден. Како се ни денес? Добро, вие како Во сте? патувавте од Струмица? Да, Одлично. добро беше. Јас сум Анастасија Пенева. Јас сум Марта Митева. Така. Ние денес ќе се представиме со експериментот Блесок. Добро, дали со овој експеримент учествувавте на ноември месец на наука? Да. Добро. Ајде да кажеме за што станува збор, што се ни е потребно за експериментот и како тече самата постапка на изведување. Експериментот се состои од два дела. Првиот дел е добивање на гасот кислород. Тоа го правиме со реакција помеѓу водороден пероксид и манган диоксид. Ајде да видиме како ќе изгледа сето тоа. Во меѓувреме може да објасниме и што правиме? Сега додаваме водород пероксид, при што веднаш се забележува создавање на гасот кислород. Добро. Ајде, јас ќе ви помогнам. Дали е тешко да се изведе еден ваков експеримент? Се разбира дека е потребно многу труд и не е толку тешко, но Така, Да. треба да се има желба и познавање од она што го работиме. Колку време од прилика треба за еден ваков експеримент? Па потребно е време за да се пронајде експериментот, за да се испита дали ги имаме сите потребни супстанции, потребната апаратура. Така. И го подготвувавме околу месец дена, месец и пол. Така, добро. Сосема соодветно време за еден ваков експеримент. Што се случува сега? Во моментот го полниме кислородот во садот за полнење на гасови, а со делителната инка го пренесуваме водородниот пероксид и го регулираме неговото количество. Така. Добро. Што треба да се случи? Што очекуваме? Очекуваме да се наполни садот со кислород, а вториот дел ќе го оставиме за подоцна. Ете така. Да. Значи, крајниот резултат од овој експеримент ќе го видиме нешто подоцна во текот на денешната емисија. Одлично. 11 аплауз за овие прекрасни хемичари, вредни и вешти, а особено кога имаме вака паметни и талентирани гости, нам ни е навистина задоволство. А задоволство ни е и да ве подсетиме дека секогаш треба да го започнете денот насмејани и расположени. Затоа украсете ги вашите лица со насмевка и уживајте во секој момент од животот. И откако го започнавме денот вака убаво со насмевка, време е уште малку да се посветиме на хемијата. Кажавме дека денеска во студиото ги имаме најдобрите хемичари од гимназијата Јане Сандански од Струмица и време е за нашиот втор експеримент. Ќе ни го изведат Алма и Сања. Здраво и за вас. Здраво, јас сум Сања Василева. Јас сум Алма Усен. Така. Доаѓаме од со Јане Сандански, сме 4-та година. Добро. Денеска ќе ви се представиме со експериментот екстракција на ДНК од овошје, конкретно ние земавме со јагоди. Одлично.
Ајде да кажеме што ќе се случува, што се ни е потребно за изведување на овој експеримент и како тече постапката. Се состои од два дела. Прво, во пластична кеса ја гмечиме јагодата, со што се ослободуваат нејзините клетки. Исто така се приготвува и лизирачки раствор, кој што се состои од течен детергент, сол и дестилирана вода. Потоа растворот го додаваме во веќе згмечената јагода, и потоа со филтрација се добива крајниот продукт, тоест раствор во кој што се преципитира ДНК, тоа се талважи на врвот. Дали е тешко да се изведе еден ваков експеримент? Па не, ако ги имаме потребните состојби, може да се изведе. Што се случува во моментов? Во моментот го приготвуваме лизирачкиот раствор. Овдека го ставаме детергентот, бидејќи тој содржи материи кои што ги разложуваат маснотиите како и липидната мембрана на клетки. Така. Сега змече јагодата. Ајде, јас ќе ви помогнам околу микрофонот, само да видиме како ќе изгледа сето тоа. Значи во моментов сега ја гмечиме јагодата. Кој е следниот чекор? Сега ќе го додадеме растворот. Добро. И што треба да очекуваме? Сега може да се забележи промена малце на бојата и потоа вака добиената смеса ќе ја филтрираме во епрувета. Ајде да видиме како ќе изгледа тоа. Имавте ли остра конкуренција на надпреварот во ноември месец на наука? Мора да се признае дека навистина има многу заинтересирани учесници и конкуренцијата беше стварно. Кој е тајниот рецепт за успех? За да се биде успешен во ова? За сите тие освоени награди кои што ги освоивте оваа година? Секако напорна работа и вложен труд, како и потребна е и помош од професорката. Секако, ништо без професорите. Ајде да видиме што се случува сега. Добро, значи ова е сосема доволна количина. Ќе ја забрзаме филтрацијата. Што е следно? Крајен чекор е додавање на ладен етанол. Добро. Така со чија помош ќе се издвои ДНК и ќе биде повидлива. Ајде, да видиме како ќе изгледа сето тоа. Колку време од прилика е потребно за еден ваков експеримент? Дали одзема многу време? Не е баш. Добра. Ајде да видиме што ќе се случи. Како што може да видиме, веднаш почнува извојувањето. Така. При што се добива убав раствор. Одлично. 11 аплауз за нашите Алма и Сања. Ви благодарам за оваа прекрасна презентација. А време е да ги видиме и момците во работилницата. Со нас е Мартин и Стефан. Ајде да видиме што ни подготвивте вие за денес. Здраво, јас сум Мартин Мастев, ученик од 4-та година. Ова година на надпреварот месец на науката се представивме со експериментот електролиза на воден раствор од натриум хлорид. И целта е тоа што користиме стари материјали и сакаме да докажеме дека некои неопасни експерименти можат да се изработат и надвор од лабораторија, односно може тоа да се направи и дом. Така, ајде да видиме како ќе изгледа сето тоа. Ќе кажеме што се ни е потребно и како да поставиме. Да, на почетокот во овој пластичен сат имаме вода и натриум хлорид, готварска сол која сите секојдневно ја користиме. Добро. Кога ќе пуштиме да тече струја, ќе докажеме и ќе видиме дека на едната страна се одвојува гас на водород, а на другата гас на хлор. А потоа со фенофталинот ќе докажеме дека во растворот се образува натриум хидроксид. Така, ајде да видиме сега како се прави тоа. Кои се вашите впечатоци од ноември месец на наука? Како поминавте вие на надпреварот? Па надпреварот е навистина доста забавен. Е потребно да се вложи многу труд, бидејќи има голема конкуренција и голема заинтересираност. Меѓутоа, мене лично ми е интересен надпреварот и вложениот труд се на крајот се исплаќа. Така. Колку се ве важни надпреварите во сето она што го работите вие, да се докажете? Прво да се представам, јас сум Стефан Шунтов, ученик од 4-та година. Како беше прашањето?
Колку надпревари ве се важни во сето ова што вие го работите? Дали ви даваат дополнителна мотивација да бидете поуспешни во Не она само што го мотивација, туку и сепак и добиваме искуство. Во Може да го правиме експериментот Може. дека Сега говориме? овде Ајде, што се случува? имаме две електроди. Овде е катодата која е негативна и на неа се ослободува водороден газ. Добра. Овде оставивме малку да биде отворено за да се ослободи, да се испарли воздухот. Сега затварам со прстот за да се собира водороден газ. Така. Поточно тој го запалуваме за да кажеме дека тој се ослободува. Чекаме околу 30 до 40 секунди тоа да се собере. Така. И потоа го палиме. Ајде да видиме како ќе изгледа тоа. Значи, од прилика 30 до 40 секунди треба да почекаме за реакцијата. Колку често на училиште изведувате вакви експерименти? Па се случува да некогаш и на часовите по хемија да пробуваме некои експерименти, исто така да ги објаснуваме и теориски. Така. Меѓутоа многу повеќе да и пред надпревар. Така. Полесно е, сакам да кажам, кога ги имате вака, видливи да ја научите материјата преку интересни експерименти. Добро, докаде сме со експериментот? Па може да пробаме. Ајде. Да видиме што ќе се случи сега. Одлично. Ова беше доказ дека се ослободува водород. Се добива пукотлив ефект затоа што е помешан со воздухот. Така. Еден најсилен аплауз. Браво за нашите хемичари. Ви покажаа колку се вредни и талентирани. А ќе се согласите со мене, време е за малку одмор, така? Да. Одлично. Во наредни Да кажеме, овде имаме фенофталин. Добро. Тој е индикатор за pH вредност. Тој покажува каква средина добиваме, дали е базна или кисела. Така. Ако е кисела средина, тој ќе се обои, нема да се обои, тој е безбоен. Добро. Ако е базна средина, ќе се обои во розово-виолетов. Ајде да видиме. Момент. Како ќе го изведеме сето ова? Добро. Добиваме розово-виолетова боја, можете да видите. Така. Веќе гледаат и нашите гледачи, се добива оваа розово-виолетова боја. Што значи тоа? Дека е базна средина. Ете така. Се ослободува натриум хидроксид. Одлично. Уште еден аплауз за нашите хемичари. Навистина денеска ќе бидат вистинска атракција во денешната емисија. А сега е време уште еднаш да ги погледнеме прекрасните и најдобри балерини од Аква кои се подготвени со нивниот следен настап. Наше е само да ги наградиме со нашето внимание. Уживајте со нив. What's happening? What's happening? Hey, hey, it's your boy Lil Jon. Lil Jon. Pick your meat, click. What's up, Phony? What's happening? What's up, Sean Paul? What's happening? Hey, now ladies and gentlemen, it's about that time. Turn this thing on out. Now let me see everybody do this. Hey, let's go. Snap your fingers, but do you still? You can do it all by yourself. Let me see you do it. Let me see you do it. Hey, snap your fingers, then rock with it. Do it, do it, do it, do it. Go drop with it. Do a step with it. Put your hips with it. All my ladies, let me see you. And give a brother room. The fuse is lit and I'm about to go boom. Mercy, mercy, mercy me. My life as a king, but on stage I'm free. Hyped up, psyched up, ready for wildin'. Standing in a crowd of girls like an island. I see the one I wanna sit. Come here, cutie. I flip her around and then I work that booty. Boom, shake, shake, shake the room. Ding, 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 boom. Here we go, yo. Here we go, yo. So what's the scenario? Here we go, yo. Here we go, yo. So what's the scenario? Ayo, Bo knows this, and Bo knows that, but Bo don't know jack. Cause Bo can't rap, well what do you know? The J-Dog is first up to back. No batteries included and no strings attached. No holds barred, no time for move faking. Got to get to loose so I can bring home it. Who got the vibe? It's the tribe. Yo, vibe, y'all. Inside, outside, come around.
weary wow. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants, putting suckers in fear, making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go boom, explosion, overpowering over the competition. I'm towering, wreck this shop. When I drop these lyrics that'll make you call the cops. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. Професионални и одлични како и секогаш. Јас сум сигурен дека ги освоија вашите симпатии, а сигурен сум дека вашите симпатии ќе ги освојат и сите наши денешни гости. Скопје, Прилеп и Струмица на едно место во нашето студио. Аплауз за сите вас. Огромен аплауз
за ова прекрасно музичко трио кое што ни се представи на подиумот на Звон. Со нас денеска нашите гимназијалци Петар, Андреј и Благоја. Добре ни дојдовте. Уште еден аплауз за музичарите, заслужија секако. Петар, ќе започнеме од тебе. Ајде. Со што ни се представивте? Денес се представивме со импровизација, односно учиме различни стилови во нашето училиште и денес имавме шанса да импровизираме. Така, само ќе споменеме за нашите гледачи, вие сте членови на Центарот за уметност и едукација Матрикс од Скопје и од Прилеп. Точно така. Од каде љубовта еве кон гитарата? Како започна твојата музичка приказна? Уште како мал имав желба еден ден да постанам гитарист, а Давид беше еден од моите идоли и кога го отвори тој училиштето, односно Матрикс училиштето, ја бев еден од првите членови во тоа училиште и тоа беше мојата желба. Така, ќе напоменеме дека и вашиот професор Давид Нишковски е зад камерите, бурно ве следи. Само потам и едно прашање до него, како сте задоволен од настапот? Одлично, добре, што ме одлично, професорот вели одлично, значи одлично вие сте си ја завршиле работата. Супер. Одиме понатаму. Андреј, како е да се биде дел од овој центар? Како се вклучи во центарот? Јас се вклучи во центарот од самиот почеток, кога училиштето се отвори во февруари. Сакав да свирам гитара одамна, но не сакав класично учење на гитара, учење песни и акорди. Во ова училиште учиме нешто сосема поинакво, учиме како тие песни се направени и учиме исто така како да импровизираме и да креираме нешто тука на сцената. Одлично. И иако кажавме дека вашиот професор е зад камерите, сакам искрено да ми одговориш на следново прашање. Како е да се работи со него? Дали е строг како професор? Па не би рекол дека е строг, но сепак кога учиме заедно, ние повеќе се дружиме со тоа што покрај свирењето ние си правиме и разговор за други работи, покрај тоа ни покажува некои песни, групи кои би требало да ги слушаме за да видиме подобри музичари. Може да ви биде накратко кажан учител за се во животот. Да. Одлично, ќе го подадеме микрофонот и на Благоја. Благоја, кој вид на музика најчесто еве сакате да ја свирите? Свириме на сите жанрови, свириме фанк, блуз, рок. Така, одлично. Тука некаде ќе го привршиме разговорот. Јас ви благодарам за вашата прекрасна изведба. Вие секако останувате со нас до самиот крај. Само ќе ми откриеш дали музичарите сакаат да патуваат? Па патувањето е дел од музиката. На секој место има нови авантури, нови искуства и супер. Петар има интересно искуство со патувањето. Кажи ми, дали може би имаш некој музички идол од некоја земја кој што сакаш да го посетиш? Да му одиш на концерт, може би? Имам многу идоли, например Џон Мејер е еден од моите идоли, кој е американски гитарист и би сакал еден ден да бидам одлично на Јас сум сигурен, да, јас сум сигурен дека ќе се исполни твојата желба. Да, откако ве прошетавме до Литванија, се враќаме повторно во светот на хемијата. Еден од експериментите веќе ни е при крај, ќе ни кажете што се случува сега. Како што можете да видите, после одредено време на врвот од растворот се исталожува ДНК-та од јагодата, кое што сега ќе се обидам да ја извадам. Еве, тоа представува ДНК во едно овошје. Одлично, еден аплауз за нашите хемичари. Може да се вратите сега на вашите места на заслужен одмор, а време е јас да прошетам до нашите Мартин и Слободанка, кои што веќе го подготвуваат нашиот следен експеримент. Ајде да ни се представите за што станува збор овде. Добар ден, јас сум Слободанка Димитрова. Јас сум Мартин Стојков. Ние на преворот ноември месец на науката се представивме со следниот експеримент, тоа е процес на добивање на вештачка свила или уште позната меѓународно како вискоза. Ние веќе го имаме веќе приготвено смесата од претходно, бидејќи ни е потребно многу време за да се раствори памукот. Овде внатре имаме амонијак, бакар 2 карбонат дихидроксид и памук. Кога амонијакот реагира со бакарот 2 карбонат дихидроксид, формира комплексно соединение кое што го растворува памукот. Потоа сега од ова ќе земеме со шприц и ќе го стуриме во разредена сулфурна киселина и така треба да излезат конци од вискоза. Добро, ајде да видиме како ќе изгледа сето тоа.
Што се случува сега? Сега земаме од смесата на памук и амонијак и бакар, 2 карбонат дихидроксид. Добро. Треба да бидеме и особено внимателни. Да, се разбира, зашто тоа е многу важно. Добро. Ајде да видиме што ќе се случи сега. Сега треба да излезе конец, еве го конецот, што можете да видите. Тоа е вискоза. Добро. Тоа е се? Да. Одлично. Еден аплауз секако. Успешен експеримент на нашите Мартин и Слободанка, а време е да ги видиме и Клементина и Тијана, да видиме што ни подготвија тие. Здраво, јас сум Клементина Бусева. А јас сум Тијана Стојкова и заедно ќе ви го представиме експериментот кој што ние го нарековме бура. Добро. Со овој експеримент ние се представивме на овогодишниот месец на наука и со помош на овој експеримент ќе ви ја покажеме јачината на оксидационото средство калиум перманганат. Ајде да видиме што ќе се случува, што се ни е потребно и како тече постапката. Најпрво во колба ставаме околу 1 до 2 мл етанол. При тоа внимаваме да не ставиме на ѕидовите од колбата. Потоа ставаме концентрирана сулфурна киселина. И на крајот ставаме калиум перманганат. Колку време треба од прилика да се изведе еден ваков експеримент? Па ни требаат околу 2-3 минути за да ја докажеме јачината на калиум перманганат како оксидационо средство. Така. Што е следно сега? Што правиме? Сега потекуваме калиум перманганатот. Најпрво да реагира со концентрираната сулфурна киселина. Веќе се случува нешто? Најпрво ќе видите дека се формира чадот. Тоа е еден вид на бура, кога се создаваат големо количество на облаци. Навистина изгледа како бура, мора да признам. Ќе почекаме да заврши оваа реакција и ќе ја изведеме на малку поразличен начин во друг сат, односно во епровета, каде што ќе видиме поразличен ефект. Одлично. Колку време треба од прилика за ова? Па, околу уште 1 минут, мислам. Инаку, ова година со овој експеримент ние освоивме второ место во нашата категорија. Ова заслужува еден аплауз, другарчиња. Второ место, секоја чест. Почекаме уште, или? Па. Опа, еве го, еден аплауз, другарчиња, како ви се допадна ова? Супер. Сега ќе Ајде. го изведеме и другиот начин. Одиме со вториот начин да погледнеме како ќе се изведе седо тоа. Што ќе правиме сега? Сега во епроветата, најпрво ќе додадеме сулфурна киселина и калиум перманганат, така што ќе дозволиме да се формира еден меѓупродукт перманганова киселина, од која што ќе се одзема водата и ќе се добие манган 7 оксид. Тоа е всушност многу силно оксидационо средство и тој ќе го оксидира етанолот во нашиот експеримент и ќе го видите крајниот ефект. Ајде. Инаку калиум перманганатот е во вид на ситни кристалчиња. Така. Дали е сложено да се изведе еден ваков експеримент? Или може би ова од тие поедноставните? Па експериментот воопшто не е едноставен, тој има комплексна теорија. Така. Има повеќе меѓуреакции и затоа не е едноставен. Но ако се проучи неговата Што се случува сега? Дали е истата постапка? Истата постапка, да. Дали може би треба уште малку да ставиме? Зависи од условите во кои се изведува реакцијата. Може да биде и побрза и побавна. Така. Треба време. Секако. Веќе гледаме дека има светки. Добра, одлично.
Еден аплауз ученици. Браво. Секоја чест. Несомнено си ги оправдавте сите награди кои што сте ги освоиле на месец ноември на науката. Ви благодарам уште еднаш, може да се вратите сега на вашите места, а јас ќе се упатам кон централниот дел од нашето студио, каде ќе посакам топло добре дојде на Емилија Достинова, кореографка на Аква Денс клуб. Добро ни дојдовте во Звон. Добро ве најдов. Вие сте наши редовни, долгогодишни соработници и пријатели. Секогаш ни е задоволство и чест кога ви имаме токму во нашето студио. Благодарам и на нас. Исто ни е огромно задоволство кога доаѓаме тука. Така. Неодамна се вративте од надпревари. Она што е важно, вие многу напорно работите, но и вашиот труд е препознаен и награден. Што се случуваше изминатиот период, каде се учествувавте и какви се награди освоивте? Така. Чи во последниве 2-3 недели имавме дури 2 надпревара, значи едно беше тука во Скопје, во спортскиот центар Јане Сандански, а другиот беше во Нови Сад, каде што патувавме не со сите членови, со одредена група. Вие овдека што ги гледаш, што мора да се извинам во нивно име што тропкаат цела емисија со медалите. Сосема оправдано и заслужено. Се прво наградени, значи први место има добиено на надпреварот тука што беше во Скопје, значи едни во мини кидс, едни во кидс, во Б категорија, значи за почетници. Така. Учеството на Денсов, како е да се работи со овие балерини? Прекрасно, како што може да видите, енергични се, насмејани. Има ли некоја тајна формула, рецепт за успех? Па, кога се работи за деца, да. Добра. Треба да си исто енергичен и насмејан како нив, така да. Одлично. Што е она што ве очекува во следниот период? Дали може би ќе одмараат балеринките за време на распустот или имаме 2 недели, имаме 2 недели распуст. После тоа почнуваме со подготовки, значи малце поголеми, бидејќи е наша 20 годишница оваа година, така да се спремаме за еден голем концерт на крај на годината. Ние ќе бидеме секогаш тука и со сето она што ќе биде ново и со сите освоени награди повторно го очекуваме во нашето студио во Звон. Ви благодарам. Така, се надеваме дека ќе продолжи нашата соработка. А драги мои, навистина е мозаичен денешниот Звон, а мозаична и програмата на македонската телевизија. Да, повторно сме со вас и повторно хемијата ни е во фокусот. А и не може да биде поинаку кога ги имаме најдобрите хемичари од гимназијата Јане Сандански од Струмича. Се враќаме повторно на првиот експеримент да ја видиме реакцијата од истиот. Што се случува? Стигнавме и до вториот дел од експериментот, во кој што го палиме црвениот фосфор во присуство на кислород. Добра. Ние црвениот фосфор го добивме со лупење на страничните делови на кибритчиња и го собравме во една мала кесичка. Ево овде. Добра. И сега го палиме. Добра. Што ќе се случи сега? Црвениот фосфор гори. Вистина интересно. Да, и ова е причината зашто нашиот експеримент го нарековме блесок. Така, вистина е блесок. Да. Дали е тоа се? Да, уште да кажеме дека на крајот се образува дифосфор пентоксид. Тоа е цврста супстанца, но изгледа во вид на чад, бидејќи представува еден вид на аеросол и тој се распрскува во ситни честички. Исто така земавме и индикатор, лакмус хартија, со која што ќе докажеме дека на крајот образуваме фосфорна киселина, односно дифосфор пентоксид реагира со водата. Добро. Лакмусовата хартија е сина и доколку се обои црвено, значи имаме присуство на киселина. Може ли тоа на брзина да го видиме? Да, може. Ајде. Ќе видиме некаде на дното, така? Да. Еве. Може да се види дека таа е обоена во црвено. Одлично. Браво за овие вредни хемичари. И верувајте, тука не застануваме со хемиските експерименти. Сара и Тамара се веќе подготвени со уште еден експеримент. Што ќе ни изведувате вие? Значи, јас сум Сара, тоа е Тамара Томова. Добра. И ние учествувавме на месецот на науката со експериментот Purple Haze, во кој што има се состои од 4 реакции на јод со магнезиум, алуминиум, цинк и железо. И е представено испарувањето на јодот. Значи, ќе започнеме со реакцијата на магнезиум. Треба да бидеме особено внимателни. И јод. Добро. Значи, прво додаваме одредено количество на магнезиум. Јодот ни е веќе во порцеланското лонче.
се меша, сето тоа се меша. И откако ќе го размешаме, додаваме неколку капки дестилирана вода. Што се случува потоа? Значи, магнезиумот реагира со јодот, со додавањето на неколкуте капки дестилирана вода започнува реакцијата и јодот испарува. Веќе ја гледаме. Значи, ова реакција е високоекзотерна реакција. Потоа следува реакцијата на алуминиумот со јодот. Имаме многу позитивни реакции од нашите балеринки, очигледно им се допаѓа сето ова како изгледа, барем визуелно. Значи, исто така и овде додаваме алуминиум. Што треба тука да очекуваме? Ова ни е исто така реагира алуминиумот со јодот. Значи, со додавањето на неколку капки дестилирана вода, јодот се раствара во водата и се образува јодоводородна и хипојодеста киселина, кој што го раствараат слојот на алуминиум оксид и на овој начин се овозможува реакцијата на алуминиумот со јодот. Само треба, значи, потребно е малце време за да реагираат јодот и алуминиумот. Дали е сложена оваа реакција за изведување? Па, доста е сложена. Потребно е подготовка. Се подготвувавме повеќе од 1 месец за овој експеримент. Така. И успеавме да освоиме втора награда на месецот на науката. Одлично. И ни треба уште многу време да почекаме за реакцијата или? Може, ајде, паралелно. Да не губиме време. Може. Значи, овде ќе додадеме цинк. Исто така и цинкот, како и алуминиумот, има слој на цинк оксид. И цинкот реагира нели со јодот. Кај сите реакцијата започнува со додавањето на неколку капки дестилирана вода. Добро. Што ќе правиме сега? Што е следниот чекор? Еве уште една реакција. Добро, оваа беше малку побрза. Да. И во последното започнува реакцијата. Добро. Доаѓа уште неколку капки вода. Евде започнува и реакцијата на алуминиумот со јодот. Само што не беше потребно малце повеќе време, иако ова реакција е многу побурна. Добро, веќе гледаме дека почнува реакцијата. Да. Еве, одлично, еден аплауз. Браво, браво за нашите хемичари. А време е повторно да ги видиме најдобрите балерини од Аква, кои што веќе се подготвени на нашиот подиум и нестрпливо очекуваат да ги видиме со следната точка. Уживајте. Living
секоја чест, прекрасна изведба. Тука некаде полека, но сигурно ќе го завршиме денешното издание на Звон. Имавме навистина одлична емисија, а за сето тоа ќе им се заблагодариме на најуспешните балерини од студиото за модерен балет Аква, кои што ни дојдоа заедно со кореографката Емилија, најдобрите хемичари од гимназијата Јане Сандански од Струмица, заедно со професорката Снежана, како и најдобрите музички таленти од Центарот за уметност и едукација Матрикс. Токму со Матрикс ќе завршиме. Време е да уживаме во нивната изведба, прекрасна емисија, Скопје, Струмица и Прилеп, одличен спој на талентирани млади успешни луѓе. Се гледаме повторно утре, за крај уживајте во настапот на Матрикс. Довидување.